Бранковиќ е нашиот гостин денеска. Особено ми е драго кога колегата, дописник од Белград, ни доаѓа гостин во студио, да не се гледаме преку интернет, преку Skype, да можеме вака да се видиме. Добро утро. Добро дојдов. Да, и добро дојдовте. Така. Не чекав толку гужва дека ќе има. Ке телевизија женска стара. Ама како ни кажавте, да, ама како ни кажа Оливер дека доаѓаше, ама вие не знаете што е Белград. Така да добро е, добри сме. Да се пожегуваме, но ајде на една актуелна тема. Добар познавач на состојбата. Благодарение на тебе ги слушаме информациите, ги добиваме. И сега малце повеќе ќе анализираме за состојбата во регионот, во Белград, но исто така и на северот од Косово. Па можеме со актуелната тема. Имаме нови моменти, се менуваат од час во час. Ајде, каква е состојбата на северот од Косово? Па, на северот на Косово се уште сега во моментов е мирно, се уште има овие демонстранти, косовските срби во општина Звечан се наоѓаат таму, меѓутоа не е така, не ескалира се состојбата за разлика од пред 2 дена. Се прават напори да овој проблем се реши по дипломатски на политички план. Еве на нова вест председателот Вучич потврди денес ќе патува за Кишињев, каде што ќе има средби со Жозеф Борел, со Макрон и со Олаф Шолц, значи со главните играчи во Европската унија. Ќе се разговара за енергетика и политика, меѓутоа мислам дека главна тема секако ќе биде состојбата во Северно Косово. Тоа е еден нов момент. Вчера имаше повици од повеќе страни да се продолжи со политичкиот диалог и да се нормализира состојбата. НАТО ги зголеми контингентот на војници во северниот дел на Косово и имаше доста интересни реакции прво од Америка. Државниот секретар Блинкен упати остра критика до косовскиот премиер Албин Курти со отворено барање да се повлечат полициските сили на северот на Косово. Иначе малку се знае дека косовските безбедносни сили, полициски сили не можат на северниот дел на Косово без дозвола на КФОР и без дозвола на Белград да дојдат, меѓутоа не се таму. Но исто така упати барањи до Србија да ја намали борбената готовност, бидејќи Србија ги дигна готовноста на вооружените сили на они викат административна граница, но тоа е на границата со Косово. Тоа е границата, суштина, да. И па и уште едно има, исто така се повлекува американците од војните вежби во кои што учествуваат повеќе земји од НАТО, меѓу кои Македонија, но и Косово едноставно ги прекина активностите, што е голем удар за косовскиот премиер Албин Курти. Сакате да кажете дека може би оваа анализа дека фаќаат страна? Па не може да се каже тоа, она што јавно се кажува, да, јавно се кажува, се постои секако и тајна дипломатија. Факт е дека огромен е притисокот на меѓународната јавност и на едната и на друга страна. Штом Вучич иде вамо во Кишињев, требаше брати. Го споменавте Макрон, а Макрон беше првиот кој што упати критика. Така, и Макрон, после американците и Макрон исто така изрази на критика повеќе кон јавна критика кон Курти. Од друга страна, во само Косово Харадина и веќе побара доверба на владата. Поради овие односи, пред се не ради Макрон, ради нив им се битни односите со Соединетите американски држави. Па ќе видиме што ќе биде. Има изјава Курти, премиерот Курти во Братислава, кај што Вучич не беше, мада се очекуваше таму веќе да почнат да разговарат, дека он нема да ги повлече овие полициски сили од северот на Косово и некој предлог кој што не знам колку е точен, да замениците на овие ново избрани градоначалници да бидат срби. Меѓутоа, ова е све во фаза на дај ми што се вика таа политика. На некои преговори кои што многу споро се одвива. Па мислам дека не е лошо на генеза да направиме за па ајде да направиме една генеза затоа што тука се преговорите, присутни се, споро се одвиваат, од друга страна ескалира ситуација. Па ете, убаво кажавте, имаме договор во февруари за нормализирање на односите, значи тој диалог што се води со посредство на Европската унија, но и на Америка. Овде во Охрид се потпиша анексот за имплементација на договорот меѓу Белград и Приштина за нормализирање на
односно што е битно, ова што го кажам, не е за признавање тоа. Да, Меѓутоа, гледаме дека состојбата од ден на ден се овакво од месец на месец ескалира. Знаете што, на Балканов никој ништо не може да контролира. Доволно е на искра, еве го на Косово, за сеќа немаше човечки жртви, но има двојца тешко ранети и од косовските срби, но и од НАТО војниците. Еве ова у Белград што се случи. Малку фали за да отиде не само Косово, него целиот регион па ѓаволите. Така да состојбата не би рекол дека е баш така наивна. Добро е што се прават овие политички притисоци. Да не заборавиме кога се подпишаат тие договори во Брисел и во Охрид, Европска унија, принципот им е јасен, морков и стап, ветија и финансиски средства, ветија и све, меѓутоа, од друга страна, отворено им кажа и на Косово и на Србија, доколку не го почитувате договорот, а гледаме дека и двете страни... И двете страни треба да прифатат нешто. Да прифатат, меѓутоа, нив им е услов влез во Европската унија... Ама една е целта. Една е целта. Ја не знам како мисля да со ваков начин на водење на политика. Има генеза, значи пред да се подпишат овие договори, секогаш постоеле проблеми. Главниот проблем, ја тука кога бев ви кажував, е заедницата на српски општини, кој што е обврска на Косово, на Приштина, подпишан од еден од косовските премиери, кој што Косово треба да го спроведе. Тоа премиерот на Косово Курти во таа форма во која што е подпишана го проблематизира на некој начин. Не го почитува до крај. Па сега не може да кажам да го почитува, они водат преговори за заедницата на српски општини, меѓутоа он го проблематизира, велики дека не е во согласност со уставот на Косово. Кога ќе почнат тие, да кажеме, имплементацијата на тој договор на заедницата на српски општини, сега се преговори за статусот, тоа е локална самоуправа за косовските срби, тогаш можеме веќе да очекуваме дека малку би се нормализирале односите. Сега, тоа е еден вид на локална самоуправа, Курти се плаши да не биде Република Српска во Косово. Потајно да не се случи нешто. Така е. Меѓутоа, ако дојдеме до тоа, onda ја мислам дека ќе се релаксираат односите. Од друга страна, ако веќе се разговарат за нормализирање, односно за локална самоуправа на косовските срби, тој и од Европа, исто така беше замерка до косовскиот премиер, он направи избори во овие 4 српски општини на северот на Косово, кои што беа бойкотирани од страна на косовските срби, но и општество така не ги следеше и искочија 3, не знам колку посто граѓани и ги избра овие 4 градоначалници кои што треба да влезат во општините поради кои дојде до овие немили сцени. Знаете што со легално е да се направат избори, легално е луѓето тие 3% што гласале, меѓутоа колку тоа има политичка тежина тие градоначалници е сосема дискутабилно. И упорно ако се иде на тој начин, еве гледаме до кај може да малку фалеше да има човечки жртви. Од цел свет се праве апели да се смири ситуацијата. На крај она најмалку што и самиот Вучич го сакаше, да дојде до конфронтација меѓу косовските срби и НАТО. НАТО е гарант на безбедноста таму на Косово. Без НАТО... И сега од друга страна што зборувавме, кога се подготвувавме за разговорот, дали, кога зборуваме за иницијална каписла, дали може би се прави дефокус за нешто што се случува реално во Белград? И кое што, ајде тука да направиме една анализа и генеза. Малку слободно тоа да кажеме, не е политички, овакво... Како добар познавач на состојбите назад години, мислам, не е сега ова, што е актуелно сега. Во политиката, гледаме на Балканот се е дозволено, преку полугите на моќта. Има елементи на тоа што го кажавте, дека се купува време од двете страни, за не знам што. Тоа баш не можам да си објаснам што чекаат, али се купува времето, може нова геостратешка констелација, дали изборите во Америка, ова состојбава со Украина, руската агресија, исто така ја на некој начин... Има и таму нова ситуација, и таму се сменија работите. Па тоа влиеше на целиот регион, едноставно да се посети поголемо влијание, не е мало влијанието, малигно влијание на Русија во Западен Балкан, не зи одговара да се дефокусира влијанието овдека, не да биде во Украина.
Така да постојат елементи на, да кажеме, купување време. Еве, на пример, овака сега, можеме за ова втората, в Белград имаме, знаеме сите, големи демонстрации. Сега више во Белград се говори верувам дека ќе проговориме за овие демонстрации, протести. Повеќе се збори за протестите на Косово. Наративот Косово од Белград е секојдневен и кај власта и кај опозицијата. Највише трпи оној јаден народ на Косово. Особено кај повозрасната генерација, мислам дека многу емотивно го доживуваат целото тоа. Па тоа се гради, знаете што, 91 година, тоа се гради, таквиот однос се гради, мислам, вака како ќе прашате, чекате ве Косово, ајде што сакате да влезе во Србија, па не, мислам, едноставно се гради, се добиваат политички поени, националистички нормално, и кај едните, кај други, и кај власта, и кај опозицијата, со темата Косово. Болна тема за Србија, секако треба да се разбереме, тоа беше дел на нивната територија, меѓутоа се случија настани кои што дојде до бомбардирање на НАТО на Србија, Косово, еве Македонија и Косово се признати држава на некој начин. И целата борба се води од страна на Косово за меѓународно признавање на Косово, односно за влез во Обединетите нации. Според овие два договора, Брисел и овде во Охрид, Србија е обврзана да не поставува пречки при зачленувањето на Косово во меѓународните институции, како што беше примерот Советот на Европа. Од друга страна, Косово е обврзана со ова заедница на српски општини, така да ја мислам дека и понатаму ќе има. Ги споменавме главните светски чинители, како тие не заземаат страна, туку како тие се носат со целата состојба и какви тие коментари упатуваат и на смирување повлекување, ама не го искоментиравме регионот. Не искоментиравме нашата држава и реално тие што сме тука засегнати најблиски. Гледайте, самиот факт, имаше реакција од премиерот Ковачевски во контекст на сите реакции кои што беа во светот, да се смират односите, да се смират тензиите и она што е главно се вратат двете страни на преговарачкиот стол. Самиот факт што во Охрид се одржа состанокот меѓу Курти и Вучич говори за интересот на Македонија во поглед на нормализирање. Ние се граничиме со Косово и со Србија. Ако на некого му е интерес да на еден нормален дипломатски начин, на Македонија има искуство во тоа со болни промени за да тргне напред во својот развиток, треба да учат од нас како се прави компромис. Мора компромис да се направи. Не може... Кој што ние го правиме на нас зад години. Да, take it or leave it. Мора малку, треба политика за да целта, дојдеме до целта. Целта и на Македонија, и на Косово, и на Србија, тоа јавно го декларирате Европска унија за членување на Европска унија. Точно у Србија анкетите сите говорат дека се проруски настроени, меѓутоа кој ќе ги прашате, добро, каде бишле да живеете во Америка, на Запад или во Русија? Да, на Запад, во Америка. Зашто за поголем просперитет, за грижа за децата? Што ни дете тогаш во Русија да живеете? Тоа говори јасно ни е, за тој менталитет. Убаво ме прашавте, се гради тоа. За Косово се гради преку медиумите, се гради тој наратив проруски секојдневно, така да не ве чуди зашто се такви реакциите во Србија. Ајде за протестите во Белград. Па ете, медиумите, ајде, како ги споменавме, некако ме наведе веднаш да прашам, се случи Владислав Рибникар. Да, масовното убиство. И тоа беше главната причина, сушност за протестите. Па, двете, имаме две работи, значи две масовни убиства, најнаш 10 луѓе, вамо 8 луѓе, ја ги следев цела вечер тие. Сите, мислам дека се работи за два монструма. Сега јас не знам колку е меродавно вака да зборам, меѓутоа гледаме србите тие термини ги употребуваат, дете убиес. Монструм. 10 луѓе ти на 12-13 години да ликвидираш и тоа татку му вежбано и така натаму во Стрелана. И овој вториот случај, исто младо момче, 21 година од Обреновац, тие села околу Обреновац, татку му работел во безбедносни служби, бил, не знам, обавештаец кој што убивал кучиња, не му е прв овакво. Така да за овој втор случај повеќе голем револт. Зборуваме за примерот на возрастните и тука можеби е најголемиот порив и
Лутина и медиумите ги споменавме за промовирање на насилство преку медиумите. Реалните шоуа беа главно на удар. И тоа ли беше главната причина за излегување на тој протест? Останува таа причината? Да, останува причината. Значи, систем на вредности. Говориме за систем на вредности. Наратив, читам, ја секој ден тоа ми е работа и така натаму. Србија уште не дојде на едно прочистување од 90-те години. Војните што се водеа, инфлацијата Милошевиќ, протести, бомбардирања, значи има тој народ се што поминато. Меѓутоа не дојде до едно прочистување. Од втора страна, градењето преку медиумите на тој, како да кажам, насилнички наратив и однесување, идентификување со злосторници и убици како што се Аркан, Легија. Па има и нова генерација, Кристијан Голубовиќ и така натаму, што преминуваат во водители на ТВ емисии. Емисии, гостување во школите, Голубовиќ беше шпотови правеше. Ете, доведе до еден вид на една експлозија, големата количина на оружје, трети во свет се србите цивилно население што има оружје, трети во свет, Америка, па не знам, Колумбија, па Србија. Доведе до да се случат овие страшни трагедии, мора да признам. Ја Белград бев, немаше луѓе на улици, бе сите шокирани што се случува. И наеднаш спонтано се јави тој револт. Сега, ако ме прашате дали опозицијата ги прави овие протести, јас ќе ви кажам не. Затоа што дали останува целта иста. Затоа што кога се случуваат такви масовни протести, по известен период се користи состојбата. Па се користи состојбата, се наметнува проевропскиот дел на опозицијата. Меѓутоа, овие протести учествуваат и она опозиција која што е десница, која што е проруска, например. Вела дека не ги предводат, меѓутоа идат и они на тие протести. Ќе ви дам еден пример, кога бев на тие протести, попрашно, добро, зашто сте зашли овако? Вика, знаете што? Вика, ја не верувам дека овие протести нешто ќе постигнат. Меѓутоа, не можам више дома да седам и да молчам. Верујте ми, 80% на луѓето... Со тоа мнение. Тука председателот Вучич мислам дека сгреши кога рече контра тргна на сето тоа, поготово за тие реални шоу, тие задруги, тие фарми, па спомна некои други survival кои што се кај позиционите медиуми, па после спушти топката и повика на диалог, кога го направи овој контрамитинг или митинг на Србија Наде, Србија на Наде. И изненади тука со неговата реакција. Тоа сакав исто да те прашам во твојата анализа, што сметаш? Некој го оцени аналитичари како лукав потег, некој крајно изненадени од потегот, да формира свое движење во целата оваа ситуација која што се случува. Па еве, гледате. Еве добро, не е партија движење. Истиот ден у Косово се случуваат немири. А доаѓаат косовските срби во Белград. Па сега сами заклучите, не бидам ја дека го кажувам сето тоа, но од друга страна тоа движење одамна го најавува, движење за, мислам, колку што јас се обидувам да го сватам, која е целта на тоа движење, али мислам дека тоа е хомогенизација на граѓаните во поглед на подобра иднина, така да бирам зборови, меѓутоа пред се хомогенизација на оној дел кој што е наклонета популарноста на Вучич е неспорна во Србија, да се разбереме. Има направено доста добри работи. Да, тоа да ни биде главниот. Води одлична меѓународна политика, барем досега. А од друга страна се гради доста, стандардот е пораснат, платите се покачени. И покрај се ова што се случува и тие протести, сепак неговиот рейтинг останува висок. Апсолутно се јаде стрча на улици, пак ќе победи. Со ова движење е хомогенизирање за идниот период што ја очекува Србија, што ќе биде се што може да биде, така да он почна со тие митинзи, така и владе. Може ли да направиме перманентна кампања е тоа? Може ли да направиме некој, еве да речеме, две гледишта? Ајде. Што би било кога би било? Па не, благодарно е тоа што би било кога би било. Според анализата и досега и се врзува Србија, Косово, се врзува, ако говорам ја за Србија може да говорам, со санкциите со Русија, се е тоа поврзано. Два-три пати сам кажа председателот Вучич дека додека може нема да воведе санкции, него му е потребна помош од Русија. Од друга страна, Русија ги користи за своји цели, нормално, состојбите во регионот, особено во Србија.
Така да, еве, ви одговорив, додека може ќе ја води оваа политика, која што ја води, до сега успешно ја води, меѓутоа, ова со Косово не сум баш, не може да кажам не сум оптимист, не сум ни песимист, од причина што мала ситница фали за да се отиде па ќе водите. И мислам дека ние како граѓани сите сакаме да се смират страстите. Па нормално, кој сака да, како вика, Како тоа мечка да ви игра во Апсолутно. комши, ќе заигре кај вас. Што се покажа у војната во Македонија. Највише трпат тука граѓаните на Косово, односно и едните, другите, и албанците, и косовските срби во Косово. Мислам, жална е ситуацијата и јас се надевам ќе се смири ситуацијата, бидејќи се зголеми НАТО и гледам реакциите на големите светски играчи. Ќе ги донесат пак на во Брисел, на преговарачка маса и тука ќе бидат, мислам, тие преговори како што... До каде стигнавме со преговорите? Ајде сега. Гледате, малку се љути од Европската унија и на двајцата. Сакате во Европска унија, направете нешто. Сега, до кога вака еден со друг ќе се обвинуваат, тоа е друга работа. Тешко иде, потребен е компромис во секој случај. Така е. Благодарам. Молам. Благодарам, остануваш тука, не те пуштаме да си одиш дека кафе не пиеме. Може, секако, да. Ти благодарам што беше тука. Се разбира, ја следиме состојбата и благодарение на тебе ги добиваме извештаите на време. Па едини македонски новинар сум. Ето така, да си ни жив и здрав.